председателе. Она што вака би сакал да кажам, минатиот пат кога го носевме ребалансот, не знаев, искрено да видам, сега малце вака ја разлистав биографијата на министерот за финансии и увидов дека бил човекот министер за економија од 2008 до 2011 година, така да министре, не треба механизам, вие доволно добро го знаете механизмот како функционирал во таа влада за капитални инвестиции, заради тоа што мора да признаете дека во таа влада се реализира рекордно ниво на капитални инвестиции. Еве годината на почеток на вашето министерување 2008 година, веројатно кореспондира и со оваа должничка економска криза. И тука би сакал да кажам дека тогаш имаше 12% реализација на капитални инвестиции, а сега има само 4 или 5. Значи на вас како човек верувам дека се работеле со тие луѓе, знаете каков механизам треба да се спроведе за реализација на капитални инвестиции и не ви требаат вакви изуми, туку правете го на што го знаете и што сте го правеле тогаш, а тоа ви е сигурна формула за успех барем за овие работи. Она што го кажавте за кредитниот рейтинг, тоа е така, ама тоа не треба да биде економско признание, заради тоа што во продолжение на таа реченица добро стои дека е со надолна тенденција. Сметам дека така беше. Фич кредитна куќа така кажа дека е окей кредитниот рейтинг, ама дека е со надолна тенденција, така да не криеме факти, да бидеме до крај честни и искрени. Понатаму за задолжувањето и за ребалансот зборувавме, еве зборувам и тука. Никој од ВМРО ДПМН не е против задолжување, ама ако тоа биде искористено така како што треба. Ако ние овие пари што ги земавме 2 милиарди евра во изминативе 3 години или само за 9 месеци 1 милиарда, ги искористевме за некој капитален проект како тоа што е во земјите од соседството, ние ќе можевме за неколку години барем од тие пари нешто да ни остане. Или ќе пробам да ја малку спуштам дискусијата попластично, ние да изградевме еден автопат, ќе прибавувавме средства по основ на приход од патарини. Па еве гледам дека тој е сигурен сум на наредниве 10 дена многу често ќе се спомнуваат врби и театри, па еве еден театар да изградевме, ние ќе прибавувавме приходи од тие влезници. Можеби немаше бидат многу, ама сигурно немаше бидат вака фрлени пари кои што нема да имаат никаков бенефит за економијата и за финансиите. Значи уште еднаш ќе сумирам. Добро ги познаваме бројките. Целата наша дискусија не е тука во интерес на терање на инат, туку ако можете да приметите, верувам дека ќе се согласите со мене, а и со сите други колеги кои што дискутираат, дека секоја дискусија завршува со одреден предлог како да се подобри ситуацијата. Така да на стартот на оваа дискусија јас апелирам и замолувам малку да се намали суетата и повеќе да се слуша што има да кажат пратениците од опозицијата, затоа што ако ги инкорпориравме оние амандмани кои што ги имавме во ребалансот, сега верувам дека ситуацијата од аспект на економијата ќе беше комплетно поразлична од оваа што е сега. Благодарам. Колеги, доколку имате нешто